Повеќе житарки, свежо овошје и зеленчук, а многу помалку брза, мрсна храна полна со калории и грицки. Ова се најчестите совети на нутриционистите кога се работи за здравиот начин на живот, посебно кај младата популација. Стручните лица советуваат да не се избегнува појадокот, но и да се обрне внимание на физичката активност. Истата е од исклучително значење за здрав развој на организмот, а најдобрите ефекти се постигнуваат со балансирана исхрана и многу течности. Тоа се едно меѓу друго е поврзано. Може би имаме некоја луѓе кои што обожаваат многу да конзумираат храна или па конзумираат храна која што е богата со калории, тогаш решението за да може да се одржи тој организам здрав се сведува во трошење на енергија. Тоа трошење енергија е изложување на физичка активност која што се заснова на аеробен и анаеробен метаболизам на самите минерални материи кои што ги имаме, односно хранливи материи кои што ги има човековиот организам. Така што во зависност од тоа што сака еден организам да постигне, се препорачува дали се тоа спортување од типот на трчање, бавно трчање, интензивно трчање или пак доста поинтензивни спортови. Внесот на повеќе калории дневно, отколку што организмот може да согори, несомнено придонесува за зголемување на телесната тежина, што пак во иднина може да предизвика и голем број здравствени проблеми. Младите луѓе, велат упатените, важно е да внимаваат на добриот сооднос на храната што се консумира во текот на денот. Сепак, за правилната исхрана и кај младите и кај возрастните, важно е да се знае да се препознае добрата храна и да се избегнуваат алергените производи. Да ги прочитаат декларациите, составот на храната, присутните адитиви и според тоа да одлучат дали може таа храна да ја консумираат или па таа храна не е наменета за нив и задолжителните информации кои со новиот правилник денес се веќе вклучени, односно алергените материи од кои што голем дел од младата популација веќе се чувствителни на многу алергени материи кои што се присутни во млекото или интолеранции кои што се јавуваат на храната. Според податоците на Министерството за здравство, околу 60% од мажите во земјава и речиси 50% од жените на 20 години имаат зголемена тежина, а околу 20% од населението во Македонија е со прекумерна. Загрижувачки се и податоците кај децата кои велат дека речиси 1/3 од нив се со прекумерна телесна тежина.